Избирачките списоци, информациите дека повеќе лица кои се регистрирани на една иста адреса се една од најактуелните теми во државата. Државната изборна комисија утре или најдоцна во недела ќе ги објави првичните податоци од вкрстувањето на податоците од базите на податоци на институциите. Според првичните информации, по обвинувањата институциите посочија дека не се работи за фантомски гласачи, туку за македонски државјани со валидни адреси, но кои ги нема во актуелните бази со кои располагаа домашните институции последните неколку години. По секојдневните превирања помеѓу власта и опозицијата за фантомските гласачи, анкетираните граѓани од регионот велат дека според нив се е регуларно и исправно. Додаваат дека не познаваат случај каде повеќе лица се регистрирани на една иста адреса. Јас да ти кажам, прво бев на село, са тука до сега нема. Во битоло таква работа немам сретната. Немам таква работа слушната. Не знам, не сум сретнал така. Не, јас што ги познавам, сите се со улици, со адреси. Така. Немате слушнато за некој да се регистрирани повеќе луѓе на една иста адреса? Не, немам приметено тоа. Немам. Сметам дека секој ако има смртен случај си го пријавува, лицето се отпишува. После кој ќе проверуваме на список гласачки го нема, мислам дека е исправно, дека е во ред. Дали има или нема проблем со избирачкиот список во Македонија или само тоа е пропаганда? Видите, пропаганди се работи. Тоа е нормално. Сметате ли дека може да се направи проблем со избирачкиот список? Па не, сето си оди поред по список, те бара влегуваш и си оди сето регуларно. Според вас, значи нема проблем? Не. Граѓаните од регионот исто така велат дека досега немало недоследности во списокот и дека на нивните избирачки места немало проблеми за време на спроведувањето на претходните избори. Не. На исто место сум гласал до сега, према личната карта и тоа е. Така, проблеми не сте воочиле досега? Не. Исто место, на исто. До сега немам проблем. До сега се на едно исто место гласам. Проблеми се групациите од партиските групации што агитираат. Друго ништо. Не сум урочила. Проблеми некакви не сум забележала. На исто место гласаме ние сека година. На исто 40 и некога од 74-та. Така, некакви проблеми еве при гласањето сте воочиле или не? Не. Дали досега имало проблеми при гласањето? Немало проблеми со гласањето, се одвивало нормално. До сега никакви проблеми со моето семејство нема. На гласачкото место имало проблеми некогаш? Не, никогаш. Не. Сум немал ни такви проблеми, све било во ред, пак сега ќе видиме за ова година. Државната изборна комисија на вчерашната јавна седница со мнозинство гласови го усвои упатството по кое ќе се врши теренска проверка на сите сомнителни податоци во избирачкиот список, а при теренската проверка нема да бидат земени предвид и пријавите за неправилностите од граѓаните. Теренската проверка ќе започне од понеделник со контрола на сомнителните податоци кои ќе произлегуваат од вкрстувањето на податоците од базите на податоци на институциите.